Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божји се, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Послание од Шекспировиот остров до вас, армакедонци мои. Додека минувам низ британското, помислувам на Вилијам Шекспир. Слава ти, Исусе! 30 лета господови летнале како сиви галаби во земново време. Последен пат бев тука Божјо лето 88-то, 87-то. Ете ме пак во британското, по покана на македонците од островот, низ македонските битки и искушенија, на островот и во армакедонската земја и на секаде на оваа долина на сенка смртна, како е именувана земјата во Словото Исусово. Во нашата и вашата богодадена Македонија, македонци мои. Македонија, возлюбена од Небесниот Отец, слава ти, Татко Небесен, слава ти, Исусе Христе, слава ти што ме држиш од десната страна во силата и љубовта Твоја, слава ти што ме донесе пак во британското да глаголам од живите ти слова, и те молам, дај ми сили да останам во љубовта Исусова и покрај сета мраза од темнините која се стурила врз нас и врз вас, македонци мои, која сака да ја препокрие Исусовата армакедонска светлина. А темнината пишано е дека не може да ја опфати светлината. Така и ова ќе биде јалов обид. Слава ти, Господе Исусе Христе. Ете сум во Лондон, Оксфорд, Ватфорд, тука во јамбоите на Вилијам Шекспир. To be or not to be, that is the question. Да бидеш или не, прашање е сега. И на вистина е дојдено тоа прашање, македонци мои. Додека не владеат темноините нападнати од Сатанас со разни организации, мандрагонизации, двојазичности, кантони, шарени кретенолуци и души во сатанска валпургиска ноќ, на долги ножеви, на кај на велиски дејанија, на убиството на македонецот.
Тие сакаат да ви го земат името македонско кое ни го дал самиот Бог Отец, кое си ни го дал ти, Татко наш на небесата. Амин. Луѓе кои ве водат, слепи водачи кои папагалски повторуваат за влез и пад во две масонско-сатански организации, каде не водат да паднеме во јамата, а велми тие се сребролюбци, телесни, сатански, врзани во прангите на материјалниот свет, собираат богатство за себе на земјата и ве продаваат вас, армакедонци мои, вашите срца и души ги продаваат на сатаната. Орли жедни за крв, големи и мали арнаутии, кукурајковси, комуно безлични интернационалци, болгаро-татарски истории, маџири, азијати, македони, фотокопирани души, плагијати на нелуѓе, шизофрени идентитети, мразогупци на македонскиот народ, шарените души на Зерзевул, по едно евренце за цицето, сакаат да ве поништат вас, армакедонци мои. Но со Исуса останете од десната страна кон светлината на нашиот Татко Небесен. Останете на страната на Исусовата љубов, кому му припаѓаме сите. Останете во силата и љубовта Исусова. Амин. Господ напред, ние по него, армакедонци мои. Исус напред, ние по него. Душите на македонците во Британско, Горан, Симо, Весна, Даниела, Мацко, Николај, Билјана и другите со кои пееме, се радуваме и тажиме по македонски, тука кај Вилијам Шекспир со јамбовите му. Додека чекорам низ Лондонот, 30 лета господови понатаму, 1988-та, Божји глас ми вели дека ќе се вратам како актер и еве ме, сотрудник на Христа, и ете ме во Оксфорд, во Лондон и Ватворд. Говорам, глаголам, скрбам со словата на Бог, во дух и вистина и со сила од озгора, со словата Исусови во театарот скрб и утеха, потиснат од темните од културата слуги на падната ангел, сакаат да не избришат од македонската култура со мраза и нељубов. Себељубци и темноини, кои се спремни за 30 евреници да продадат се, собствените деца, својот народ македонците, вашето македонско име, дури и самите себе си, своето срце и душата, ги продаваат на Зерзевула за 30 евреници, сребролюбци за 30 евреници. Пишано е дека за нив е дното на пеколот за секогаш, лажни звезди, демони и слуги на темнината. Додека ги сеќавам солзите на македонците на кои сакаат да им ја онадат, откраднат, сничкосаат, докусурат татковината, дадена, именувана, создадена и возлюбена од Небесниот Отец и Неговиот Син Исус Христос во Неговото Слово, живо Слово, Библијата. Пишано е, блажени се оние што плачат, оти ќе се утешат. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат и кога ќе зборуваат лажно заради мене. Блажени се гонетите заради правда, оти нивно е Царството Небесно. Пишано е за благодатта Божја, дадена на црквите македонски. Светото писмо кое не се враќа празно и се остварува пишаното во него. И не може да се избрише, и не може да се поништи, оти Бог сакал така, да не има во неговата света и жива книга како македонци.
Слава ти, Татко Небесен. Иако не примаат во Европскиот катастер, сакаат да ни го онадат светото име, нас не има во Божиот, во Неговиот катастер, и оттаму не може никој да не избрише. Ако останеме во Исусовата љубов, ако останеме во Исусовата љубов. Провикнува Хамлет во мене, Шекспировите јамбови во британската армакедонска земја. О, камо да се стопи тоа гнасно и прегнасно месо да окопни, па да се претвори во роса. О, слепи македонски водачи алчни за пари. Нема полза од таква печалба, само проклетило, плач и крцкање со заби и грнчаровата нива, за да се погребуваат сиромаси и гибелштината на Јуда Искариотски и гибелштината на оној кој го продава сопствениот македонски богодаруван Исусов народ. Бог што составил човек да не разделува, пишано е. Ете сум во Лондон и глаголам од словата на Бога од повеќе представи на театарот, на Неговиот театар, оти јас му припаѓам нему, на мојот небесен Отец и на Неговиот Син Исус Христос. Пишано е, се мое е Твое, како што се вели во Словото на Бога. Во драмите кои се излеја во театарот Скрб и утеха, неговите драми, Он го создал и тој театар по Негова волја, и така секое спротивставување против него ве прави борци против Бога. Он создал се, нашиот Татко Небесен. Токму тоа и го реков на поранешната културно владетелка која не цензурираше, и дојде време да ја стават во апсана, и затоа потпиша, гласаше, си плукна во душата за да се онади нашата земја, поранешната културно владетелка, партиската патриотка, стана борец против собствениот народ, за да не оди во апсана, потпиша за промена на вашето име, македонци мои, како и грз други кои се пазареа со злото против избраниот армакедонски народец, против вас, македонци мои. Се пазарат, оти беа сребролюбци, за да не одат во апсана ве продаваат, се пазарат за вас и со вас. Прости им, татко, не знаат што прават. Или знаат што прават, го продаваат и срамотат својот македонски народ, за да се спасат себе си со сребролюбието им. Така е кога се живее без Бог и без Исус. Ке заглавите, ке крадете, па потоа ќе ја продавате татковината. Македонија, земја Исусова. Ке ја продавате Македонија и ќе одите во проклетило по старозаветниот закон око за око, зап за зап. Или со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Ќе ви се домери, армакедонци мои. Тоа важи за сите нас, и за сребролюбците, вашите слепи водачи, алчни за пари, киријановци, мамонови. Додека чекорам низ Лондонот и се молам за вас, армакедонци мои, напизмени едните против другите, ако не беше сребролюбието, немаше да дојде до ова. Исус вели, сребролюбието е најголемо зло. И така е сега. Заради тоа сребролюбие, едната партија ја препушти власта на другата, а сега глуми и попушта на другата, едната и другата, а вие на средина, на тезга на пазар. И не зна божците, за да ја доонадат светата Исусова земја, вас, македонци мои. Господ да ве укори, слепи водачи,
сребролюбци кои ја продавате собствената душа на паднатиот ангел. А сега сакате да им ги продадете и душите на македонците, вас кои ве чува силна милиција од собствениот народ. Чии представници сте вие? Кому му служите? Немате ли страф од Бог? Не знаете ли дека од земниот закон можете да побегнете, но од Исусовиот не можете? Господ ќе ве укори и спречи. Ете сум во Лондонот, убави души, се молиме, глаголиме, скрбиме, македонствуваме. Еј, цензори од Министерството за цензура, колеги кои работат во театарот, одраз на нељубовта и себељубието, сатанска доктрина да заколеш, да онадиш, сотреш, да забрануваш и ти да бидеш најдобриот пред паднатиот. До Бог не се стига со мраза и нељубов. Така одите во греф и гибел со сето сребролюбие. Имате пари за сексуални перверзии и двојазичности, а ги ништите македонците. Ах, да имавме Исусов сотрудник, духовен водач, да го поведе народецот, да излезе, да каже нешто за љубовта и омразата, за крадењето како зло кое ќе не сништи до дрт. А Јона спие на дното на бродот кој тоне. Да имавме духовни луѓе, да повикаат на пост и молитва и да се молат на Исуса и Отецот на небесата. Но те имаме само Тебе, Господе Исусе Христе, и на Тебе се надеваме. Дојди во Македонија и помогни ни. Додека чекорам низ британското и се молам за вас, армакедонци мои, додека вашите испратеници ги чува милиција од собствениот народ, додека блиску до Најсбридж во Лондонот Џулијан Пол Асанж останува во амбасадата на Еквадор заради Викиликс, додека вас ве водат како овци на клање натоидно европејството на кукурајковци и 40 сребролюбци, додека вашите испратеници прават пазар за да се спасат заради сребролюбието и го продаваат собствениот народ, и вас ве продаваат, армакедонци мои. Тука, во јамските бранувања на Шекспира, кој на самата смрт рекол дека ја предава душата своја на Отецот Небесен, целосно верувајќи во Исуса Христа како негов Господ и Спасител. To be or not to be, God give you one face and you make yourselves another. Господ ви дал едно лице, а вие од него правите друго. Продавачи, трговци со душата на македонецот. И денес провикнувам со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум кон Таткото на небесата во име на Исуса Христа. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Потребна ни е Твојата сила, Твојата љубов, Твојата милост. Без Тебе не можеме да направиме ништо, но со Тебе можеме да направиме се. Сакаме да го направиме тоа се со Тебе и да останеме такви какви што си не уменувал Ти, македонци какви што си не создал, избрал и запишал, македонци, Македонија, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Македонец е човек кој го повикува Бог Отецот. Пишано е: Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Раб Божји, срцем и душом и духојум Твои глаголав молитву. Татко наш, кој си на небесата, го повикуваме Твоето име, во името на Твојот Син Исус Христос, направи огнен штит околу нас за Твоја слава. Те молиме да испратиш
оган од небесата да изгори се што не е од тебе во македонскава земја, во твојата Македонија. Амин. Ти благодарам, Оче, оти ме послуша. Ти секогаш ме послушуваш, татко мој. Оставам се во твои раце, Господи. Мир вам до Божјо Царство Небесно, македонци мои. И останете во Исусовата љубов. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце,